Значи тоа беа тие години во втора После лига. отидов во Работнички. Одиш во Работнички, овде имаме една слика од Работнички, па еве погледни ја и ти, ова беше добар тим на Работнички кој се надпреваруваше во втората лига и постигнуваше солидни резултати. Работнички, кога отидов во Работнички имаше 8-9 бода имаше. Работнички. 73-та отидов. 73-та. Да. Отидов 9 бода, ми се чини имаше на полувреме, на полусезона. И го ангажира, управата го ангажира, не знам под кого, кој го насочи таму, тренер да биде Мирослав Червенски, Словак. Ова, да, живееше во Стара Пазова, пред тоа беше во Африка, таму тренер во после отиде во Судан. И после отиде, ама пред тоа. Затоа што јас го имав првото... Као инструктор на ФИФА. Да, првото интервју кога дојде во Скопје, во Работнички, го имав со него. Тогаш Јово му беше помошник Никушев, остана, а Червенски тренер, се сеќам, дојде една зима, едни снегови, се сеќам дури и на тие моменти. Така беше. И отидов во Работнички, нормално нова средина, додека тие знаеја дека сум ја добар фудбалер, вамо таму, али без припреми, нормално не на утакмица се повредив и тоа беше, си мисле дека е крај со мојата кариера, али благодарение на Јово и имаше Јово Никушев верба во мене и дојде Червенски и наместо 25 души да припреми требаше се одржат во Крушево. Ипак Работнички беше побогат клуб, поорганизиран, стоеше железница позади нив, мада им дебар мало, али ипак железница беше голем спонзор. Да, ЖТП на Работнички, спортско друштво на железничарите. А Локомотива им беше као експозитура, филијала нова. Со Мориовец на чело. Да, на чело. И се спремаме да одиме на припреми во Крушево, така рекоа, и јас си мислам, ајде, може ќе ме повикаат и мене. И гледам на списокот 25 и ја и одам во Крушево заедно со нив. Припреми беа фантастични припреми. Во ова, кај него се разликуваше Зоки, кај Червенски. Ја немам ништо против ова нашите тренери што беа Урош, Јово Никушев, вамо таму, али Червенски беше имаше некоја новина. Тренизите он ги одржуваше, не траја поише од 55 минути до 60 минути, али ефективно. Дури си се завртел, помина тренингот, си акумулирал снага, се осеќаш одморен и желен пак да тренираш. Ја немам ништо нити против постарите тренери, од Јово Никушев, Урош, Велов, Ацо Чапаев, тие трензите, они кога ги одржува скоро по 2 сати. Тоа е едно мачење на организмот ово. Овој, стварно имавме тренинзи јаки, али кратки. Например, ја бев, не бев млад, тогаш 20 години, бев 27-8 години, али се соочив со едни нови тренинзи, дури ми даде, дури со тие тренинзи ми ја продолжија кариерата уште за 7-8 години. Да. И Червенски, за мене, мислам, ја као ипак не сум бил некој што сум игра за прва лига фудбалер, али познавајќи го фудбал, за мене ми се чини дека еден од најдобрите тренери додека сум играл, што дошол во Македонија. Ја не го познам ни Рајковиќ, ни Шијаковиќ, ни Петаковиќ што беа, ни Джина Симоновски, ни Вишневац го знам, бидејќи таков систем работеше Вишневац, затоа имаше и резултати Вардар. Со Вишневац, Вишневац беше таков. Јаки тренинзи, и кога дојде Червенски, ние игравме систем, не знам дали 4-2-4, вамо таму, али Червенски го направи Работнички еден од, као сега што играат, мислам, големите клубови во Премиер лига, во Шпанска лига, бековите играат исто бек крило, вамо таму играше, не знам дали се сеќа, играше една кратка, плитка формација. Тоа нас не одговараше, дали
Да свати дека проштудира- има играчи за таква игра. Да, проштудирал се вика, овие се има искусни, има млади. Не може да се Да, еден тркуваат микс да со направи, младите, да. со ова, со она. И тоа он го свати и направи еден тим што ние се спасиме таа година од 9 бода и другата година игравме главна улога. Ние бевме 6 кола, бевме непоразени. Првите кола немаше пораз. 12 бода тогаш имаше. После ние дојдовме со Червенски, дојдовме до четвртфинале на купот на Југославија. Изгубиме во Љубљана. Со Олимпија изгубиме. А ние ако ја добиеме Олимпија, ние ќе играме дома со Борац од Бања Лука и финале ќе играме со Хајдук. Прв пат тоа ќе седе, второ лигаш, игра со ова. А иначе фудбалерите, ќе испомнам, за жал, не се меѓу наш двајца, тројца, Владо Тодоровски, Раде Цубалевски, Баже Стојановски Карпа, еден извонреден фудбалер. Тој па загина таму на тренинг од Гром. Загина на тренинг од Гром. Љупчо Анчевски, Скубе, голгетер. Добри, сите добри, мислам, млади фудбалери. Геле беше, после дојде исто така од МИГ, дојде во ова. Тука беше Миле Богатиновски. Боро Николич тогаш се развиваше во добро и дури заигра и за Вардар заигра. Мичо Сетинов, Бимбо, Коста Натев Бимбо. Добра и одигра. Многу добив, мислам, во Работнички, што игра. До која година остана во Работнички? 72, 73, 74, 74, 75 и отидов во Југо Кокта. Пак со Јово Никушев. А за Работнички не ни кажа некој надпревар поинтересен, затоа што следната година, значи Червенски беше полусезоната, зимниот период, летото работевте со него и после, кога почна првенството, ги заредивте тие 6 кола, 6 победи. Па ги победим. Тој период ме интересира како изгледаш, затоа што и стадионот почна да се полни. Па ради тоа, оти имав добра игра, ние прво играме, прва утакмица играме во Пирот. Ја добивме Пирот, и Пирот, Раднички Пирот, гигант. Стоеше фабрика, позире 1. мај, една од најконфекции во бивша Југославија. Да. Ги победуваме таму со 1-0, Боро Николич го даде гол. После одиме на Трепча. Трепча играше прволигаш беше. И таму ги победивме Трепча. 2-1 и овде Скопје беше нешто, љубителите за Работнички се зачудија што е ова, некоја сензација вамо таму. И стадионот почна да се полни. Ако играше предпладне понекога. Предпладне играме, стално играме ние предпладне. И ни доаѓа напредак Крушевец. Сеќам кога вчера да е тоа, стадионот 14.000 публика. Тоа. Гладко ги добивме сите и напредок го добивме со 3-0. Секаде кај што да ми имаме резултати, секоја оваа ни петто кола ни доаѓа Прилепска победа. Прилепска победа ни доаѓа, јак тим победа, браќата, уствари Маневски, Магдевски, Глигоровски, Истатов, уствари Саздов, Истатов отиде за... Саздов, отиде за Партизан, после за Утрехт. Али Дрвошанов, Митев, она добра екипа победа и дојде, там они, Глигоровски, јак фудбалер, после дојде у Вардар. Или прво Партизан, па у Вардар, не знам како би. Гледачи колку имаш? Гледачи имаше 22.000 публика, тогаш не беше изгледан овој стадион. По проценка толку беше. Немаше игла каде да падне стадион. А Вардар играше истиот ден. Попладне 3.000 гледачи. 2800 имаше со Раднички Крагуевац играше со прва лига. И тогаш ние ја победиме победа со 5-2 ја победиме. Анчевски даде 2 гола, Сетино 2 даде и ја дадов 1 гол. Тој надпревар се памети и по бројот на гледачите, и по играта, и победа. Тогаш Червенски тренер овде, а Тојагич беше тренер на победа, па имаше надмудрување меѓу нив, меѓутоа Червенски го надигра, тоа го покажува и резултатот. И тоа беше една од најдобрите партии воопшто на Работнички во втора лига против Победа. Дали инспирацијата Деве се игра против Победа или што беше, што се случи? По мое мене ми се чини тој континуитет што го имаше Червенски, што тренираше, и нормално од финанси има
Червенски направи правилник, имавме врзани премии, имавме ова автоматски. И сето тоа даде резултат. Ја обврза управата да тоа што ќе обеќа да се исполни. А фактички ние сами си ги заработуваме тие премии бидејќи имаме публика. Ако беа тие, например, сите што беа вработени во ЖТП, не плаќа, ама имаше други што беа љубители на фудбал, и вардаровите навивачи, сите. И тоа не поведе, мислам, еуфорија. Фактички Миро Червенски ни беше како другар. Ја бе 27 години, Миро беше 31 година, 30-31 година. Со него ние разговараме како пријатели, не како тренер, не беше некој диктатор. Ама и таков човек беше, супер човек. По природа, се сеќавам, он ми дозволуваше кој сака да се напие после тренинг пиво, кој сака жестоко да се напие. Не беше некој да ве стега. И оставаше вие да си одлучите, ама мислете, веќе е надпревар. Да, и он беше таков човек што одма во очи кажуваше ти не исполни задачата. Нема да се љутиш, она ќе бидеш резерва, ама таму. Ја под негово водство мислам, никогаш не бев резерва. Беше многу ме ценеше. Да го споменеме и Кочо Папатеодоси, доктор. Да, доктор Кочо Папатеодоси исто така. Постојано беше тука со него, ако требаше покојни нешто. Доксе исто така беше со него, бидејќи Доксе имаше сопруга од Нови Сад, нели жена му беше од Да, од Нови Сад, па Доксе играше во Нови Сад, па се врати во работнички, тука ја заврши кариерата и по таа линија овој од Стара Пазова. Да. И така. Па сите му помага, например и Зоран Мишич му помагаше, и Астре исто така му помагаше, Томче Филиповски, Панде Наков, тие беа поискусни, тие престанаа со фудбалските кариери. Си остана така како семејство работнички. Да, работнички остана. Али сите си го сакаа, мислам, и затоа и денеска работнички еден од подобрите клубови во Македонија. Значи и традиција си стои, имат спонзор јак и тука, ипак е центар си е центар. Да. Да, не е као автокоманда, Слога, Балкан, не Балкан, това. И ти играше во таа година со Червенски и понатаму како се движи твојата кариера? Значи одиш во Скопје, почнуваш од автокоманда, доаѓаш во градски парк, продолжуваш на друга страна, во Ѓорче Петров. Па сакав да се откажам од фудбалот тогаш, на мој 33-4 години. Јован Никушев заминува како тренер на Југо Коктар, под спонзорство на Словенија Вино, јака фирма. Еве таа слика, Југо Коктар. Јака фирма Словенија Вино, таму. Словин. Да. Словин и некој Словенија Вино беше. И ми вика Торбако, вика, па ајде, вика, дојде, вика, и така при накрај, да ми помогнеш, вика, колку толку ќе да направим ја. Југо Коктар беше излезена од Републичка лига, да играм во регион. Си викам, ја как од втора лига сега додам ја во регион да играм со Брвеница, со Маврово, со Куманово, Зик Куманово да играм. Си викам, срамота со Маđари, со... Вика, ајде, вика, и така, вика, на искуство, вама, таму, ќе фаќаш. Добро, вика, ајде, малце поголема килажа, вама, таму. И се нафатив, почнав со тренинзи да играм. Али тука голема улога одигра Јово и мајстор Слободан Несторовски мајстор. А тој требаше да играме заедно во работнички, ама он отиде во Југо Коктар. Го има на сликата. Да, го има, капитен беше. Цел живот он го помина во Југо Коктар. На друго место не беше, само беше малку во работнички. А и другите фудбалери подсетиле на Југо Па тука, Коктар. после кога дојде вова, Јово Никушев, ипак тако беше Јово. Го сакаа сите фудбалери. На кој ќе им кажи вамо таму, сите. И ќе дојде вамо таму. Бурако играше, али сакаше и Бурако да се откажи од да не игра фудбал. Али отиде Јово, разговараше со Стерија Бурако. Вика, ајде Стерули, вика, дојде, вика, ова, ќе дојде Торбаков, ќе дојде Јошке Јосифовски, ова, и колку толку, пак направи Јово. Паметен човек, го сакаа луѓево.
И никогаш не погрешил. А имаш и сигурен спонзор зад тебе, Сигурен зад себе, спонзор имаше Словенија. по Словенија вино, он за тоа се напати, за ако сакаш ти резултати и успех мора да имаш позади некој. И добро отидовме таму, малце тренижи, вамо таму, пак дојдов во форма. Мислам, се намали нормално со килажата се. Килажата. Да, и почнаме да играме. Ние дадовме таа година во регион. Ја, Бураку, Лазе Андев, тој почина, Бог да млад, многу млад, Да. центарфор играше, а ја играв, мене бидејќи со годините ме стави ја да играм, као средни играч, вамо тамо, да бидам колку толку координатор на ова. Да делиш Да топки, делам да топки, видиш некој- кој каде, да и слободни организираш. ударци, и пак мене ми беа слободните ударци ми беа мој Специјалност. најавно, да, јако оружје. И во тоа време дојде Јово Никушев, ги побара од Маврово, дојдоа двајца фудбалери, многу добри фудбалери, Чеде Аврамовски, таа генерација, не знам дали се сеќаш, Топаловски, Аврамовски, Силјановски, Герасимовски, ова, јаки фудбалери, ова, Чеде Аврамовски и Чеде Силјановски, кои денеска сме другари, пријатели. Значи, Мавровците дојдоа во Ѓорче ова и Петров. направи тим и се сеќавам, дадовме 157 гола дадовме во регион. Растуравте во регионот. Растура, а игравме една утакмица, одлучувача утакмица игравме таа година со Металург. Металург ни беше ривал. Ние победа, они победа, али не има И и се они. бркате до Се крај. бркаме до последно. Дури они водеа еден бод беа. Тоаш имаше 2 бода, немаше 3 бода. И играме последна утакмица со Металург во Ѓорче Петров. Стадионот полн. Еве го стадионот. Се гледа сега. Стадионот полн. И нашите гледачи може да видат како изгледаше трибината и славјето на Југо Кокта по Победата над Металург. победата над Металург. Од 2:0. Ајде, за тој надпревар кажи ни нешто повеќе. И на тој надпревар и нормално се исплашија управата. Бевме на припреми во Саре, диско. Спиење таму и дојдеме стадионот крцат, Ѓорче Петров, населба. Али со доаѓањето на Јово, моето доаѓање во Југо Кокта, и Бураку, Чеде Силјановски, Чеде Аврамовски, ви се виде дека има квалитет, почна стадионот да се полни, секојаш сме пополни и пополно. И дури беа и они загреа, ние кога одевме да играме по селата, викаме, така се вика, по Мавро, по Брвеница, по Чука, Волковија, па одеа со нас, веруваме, одеа по 20-30 коли одеа, подршка ни даваа. И Јово тука, заедно со покојни Томица, еден од најдобрите спортски работници, не постои таков, работник, успеа тој од Словенија Винот Словин да издействува премии, врзани премии, И фактички ние бевме као платени од Словенија Вино. И услови ни се створија нешто неверојатни. И таа година со Металург судија ни судеше, ипак сојузен судија ни судеше тоаш. Фудбалскиот сојуз на ФСМ ни го одреди предркни Димовски Буце. Судија Томе Мануеловски помошник. Такви беа времињата, мислам, тие беа најдобрите судии од Македонија тоа време. Играме со нив, уште од прво полувреме, добра екипа беше Металург, имаше двајца од Шуто, Ризаре, Енвер и Бушат, тројца и кадри беа, многу добри фудбалери беа. И Металург имаше добри фудбалери, али немаше со некој позвучно име, али беа компактни. Ваму тама тренер им беше Дамјан Стојановски. Дамјан Стојановски беше еден од, мислам, Да, и школован тренер, он беше имал слога тренер. Работеше особено и со млади категории, така, педагог добар, фудбалски. И воопшто. И воопшто, мислам, добри луѓе, добри тренери и ова. И ние го победивме Металург со 2:0. Тоа беше славие во Ѓорче Петров. Последна година и одиграв уште 2 години. Колку толку нормално. Тој нормал. надпревар ти даде, не даде гол? Не, Бураку го даде Миле Станојковски, и тој е починат, и тој е млад почина.
даде Шмрк, Миле Станојковски Шмрк и Стерули Бураку го даде голот. Прво полувреме 1-0, второ полувреме уште еден гол даде Стерули Бураку. Легнаме во Републичка лига, малку со таа еуфорија, млади надојдоа, добра генерација дојдоа во Бошковски, Ванчо, Лековски, браќата, Страте, Калачевски, млади вамо там. И жалосно е да им взимаш место на тие деца да играат, таман почнале да играат сега, и јас се откажав од фудбалот. Ти се откажа, значи која година? Се откажав од ова, али ме замолија, од тоа беше 78 и ме замолија од Скопје, матичниот клуб мој индустријалец, таму да им помогнам. И не можеше да ги одбиеш и доаѓаш во автокоманда повторно. Али на години, 34 години, викам, ајде, ќе дојдам да... А тренер ни беше, го ангажира, мислам, управата на Скопје, го ангажира мој добар пријател и другар Јосе Сребров. Палич помал од мене, он помошник. За жал и Јосе покојни, добар човек беше. И добар друг. И фудбалер, и другар, Али човек беше пред свет, беше еден најдобрите луѓе. Палич, за жал, помлад од мене 3 години, помошник му беше на Јосе Сребров, сега ја уште да играм, ајде Торбаков, ајде. И колку време одигра Па таму? одиграв, скоро 2-3 години одиграв, и по плавата која беше 79-80 година, игравме за прво место да влези Скопје од регион, пак по селата, Бентома, Крива, Паланка, Кратово, вамо, Брус, Кратово, како викаат тие. Поотидов и таму, одиграв таму, пак станав еден од подобрите, али чудна работа, од таа генерација излегоа добри фудбалери, например Чеде Јаневски, дури со Чеде Јаневски имам играно, Чеде Јаневски од мене скоро 13 години помлад. И Чеде Јаневски излезе од таа генерација, влезе Скопје во повисок ранг и ми рекол, фајла, више доволно. Која ти бара топка, како вика, Чичко Торбак? Не, вика, сите, Чичко, не, тие, али, ми вика, тие што беа гледачите, доста, вика, дедо, вика, уште ли ке играш, а ја 35-36 години играв. И прекина, имаше убава фудбалска интересна кариера, се обиде да бидеш и тренер, ама не остана долго. Не може, мислам, ипак тоа е големи обврски се, треба да бидеш во тек со ова, а треба и услови да Со сите новини во фудбалот, во тренажниот процес, не беше заинтересиран? Едино бев заинтересиран, бевме заедно ова што бев заинтересиран, кога дојде покојни Боро Узунов, шеф на стручен штаб во Скопје, ние мислиме дека ќе дојди Алкалуитот и такви се ширија гласови, Алкалуит ќе биде спонзор на Скопје, бидејќи Алкалуит таа општина паѓа. Да. Беше уште жив Трајче Мукаетов, таткото на Живко Мукаетов, и Јоцо беше Михајловски, Јоцо беше комерцијален директор и мислиме дека ние ќе бидеме таму и као стручен Боро беше шеф на стручен штаб, Палич беше помошен, и ја бев помошен тренер. Имаме резултати. Доека владееше тој ентузијазм да се вратиме во повисок ранг и пак Аутокома, пак почна доаѓа публика ваму таму, али нешто пукна, остана и си викам. И ти напушти дефинитивно. Сега во текот на својата кариера кажа ти за клубовите каде одеше, со кои играше, некои надпревари, меѓутоа ти настапи и за репрезентацијата на Македонија. За аматерска репрезентација на Македонија, пак по водство на Јово Никушев, тренер, а селектор беше Часлав Божиновски. Колку надпревари одигра? Имам играно, не знам, не сеќам, али секаде кај што се одржуваше тоа турнири, аматерските репрезентации од поранешна Југославија, се сеќам во Јагодина беше Прибојна, Лим, Тузла беше, Јајце беше. Играше на сите тие на сите, бидејќи и тука беше и покојни Илчи Игњатовски. Заедно со Јово Никушев тие беа најдобрите тренери во тоа време, мислам, во Македонија. Добро, од твојата кариера може да се види дека на вистина
си дал голем придонес за развојот на фудбалот, особено овде во Скопје, бидејќи играше во 3 клуба во периодот кога тие постигнуваат добри резултати и се пробива. Еве, со МИК од Републичка влезе во втора лига. Со Работнички, онаа сезона со Червенски на нижавте многу победи, да, до прво место за влез во прва лига. И го полневте стадионот. Значи, тоа е еден интересен момент од твојата кариера. И трето, помогна на Југо Кокта да влезе во Републичка лига. Значи, каде што одеше, постигнуваше резултати за кариерата да ја завршиш во Скопје. Сега Данчо Торбаков да ни каже во моментов што работи, каде е, што е. Еве, јас те барав овде во Скопје, ни Скопје, оние места кај што одеше кафеа, ни тој ти се јавам по телефон, ми викаш, Зоки, не сум во Скопје, во Охрид сум. Што викам, на одмор? Не, живеам тука. Да. Што е работата? Па видите, ја од југот, полека се селам, југоисток се селам на северозапад, уствари на југозапад. Почнав од автокоманда, дојдов во центар во Ѓорче. И од Ѓорче некако патот од Ѓорче, ја Охрид многу го сакам. И значи се пресели во Охрид, живееш таму. Пензионерски пензија, сега сум во пензија, скоро 5-6 години сум во пензија. Децата ми се во Австралија. Колку деца, што деца и каде се? Па ќерката и синот ми се во Австралија, 20 години се таму. Почитувани гледачи, тоа беше нашата фудбалска легенда Данчо Торбаков, фудбалер кој остави голема трага во скопскиот и воопшто во македонскиот фудбал, човек за кој се врзани најголемите успеси, би рекол, на 3 клуба од Скопје, почнувајќи од МИК, потоа Скопје, Работнички и Југо Кокта, имаше и настапи за аматерската репрезентација на Македонија во периодот кога бевме една држава во поранешна Југославија.